Бисимска клисура е она што е за Куманово, е она што е матка за Скопје. Доколку не се преземе нешто поитно и не дојде до заштита и до зголемување на јавната свест, локалната и пошироката јавна свест за значењето на клисурата, навистина овој прекрасен природен предел ќе за десетина, 20, 30 години ќе биде целосно изгубен. Клисурата ја работев уште за дипломска работа во 90-тите години, значи да биде првин публикувано нешто, а потоа да биде представено пред луѓето во општина Куманово. Па и тие на почетокот беа изненадени од навистина огромните вредности кои што ги има не само геолошко, географски да кажеме, не само во однос на изгледот, на преубавите предели и така натаму, него и во поглед на пештерите кои ги има, во поглед на биодиверзитетот. За жал, некако не се свати тој аспект дека заштита, законската заштита би донела навистина и поголем ефект и поголема значајност на просторот, и досега некако безуспешни остана нашите напори да апелираме до градот, до општината, да почне некаква иницијатива да биде клисурата заштитена и во овој простор да имаме навистина еден интересен споменик на природата, кој што по своите карактеристики навистина би бил типичен споменик на природата. Инаку да не зборуваме дека во странските држави, во Бугарија, во Србија, во Хрватска и така натаму, колку одиме повеќе кон Европа, значи вакви простори се извонредно заштитени и не само што се извонредно заштитени, туку се и носители на тој локален развој, значи во поглед пред се на туризм. Токму поради немањето на никаков степен на заштита, делови од пештерите, посебно некои што се уникатни и многу карактеристични пештери, се уништуваат, не знаејќи за нивните вредности, бидејќи нема никакви конкретни некакви информации кои што се пласираат или би се пласирале, или самите пештери би требало да бидат заштитени, значи доаѓа до нивно до кршење на сталактити, сталагмити, пештерски украси, пештерски накит. Исто така, неколку пати бевме сведоци на уништување на биодиверзитетот во пештерите. Она што го забележавме уште таму некаде 96, 97, 98 година беше собирањето на лилјаци, тоа се пештерски лилјаци, со цел за некакви верувања, за остварување некакви верувања, не знам дека со употреба на тие лилјаци ќе луѓето од селото Пчиња и од некои околни села ќе имаат поголем успех во влюбувања. Така да во таа смисла ние сме сретнувале, значи луѓе со цели торби лилјаци, убиени лилјаци, кои што ги користат за остварување на тие некои своји верувања и ги продаваат лилјаците, тогаш беа по 100 на 150 денари, значи за лилјак. Ние со колегите биолози, реков, бевме чудо невидени кога видовме такво нешто. Лишков пештер, например, и некои други пештери, кои што освен убавината што имаат, покажуваат и нешто што е многу значајно за целата територија на државата, тоа е како се формирале клисурите во Македонија, како се кувале реките во последните неколку стотици илјади години и како ќе продолжи тоа да се одвива во идниот период. Таков интересен мозаик на биодиверзитет на тој простор. Така што заедно со колегите од биологија, значи утврдивме дека има и некои ретки видови на птици, како што се орли, има ретки ендемични видови на растенија. А покрај тоа интересно што видовме со некои колеги од музеот во град Куманово дека има и
антички траги уште од времето од римскиот период, значи па доцна антички период и така натаму, така да во меѓувреме се вршат и некои ископувања во централниот дел на клисурата, бидејќи се претпоставува дека тука водел некогашниот пат од подолината на Пчиња за централниот и јужниот дел на Македонија.